Дали некогаш сме застанале да се запрашаме што всушност се случува кога ќе притиснеме Enter? Секој ден сме на интернет, ама зад сцената, верувајте, се крие цел еден свет на невидливи правила. Епа, денес ќе ги разоткриеме токму тие протоколи, темелите на нашиот дигитален универзум. Значи, се почнува со тој еден клик. Внесуваме некоја веб адреса, притискаме Enter и оп, магично се појавува страната. Ама, што се случува во тие неколку милисекунди помеѓу? Верувајте, одговорот е како некоја детективска приказна, многу покомплексна и пофасцинантна од колку што изгледа на прв поглед. Океј, ајде да го замислиме ова како едно патување. Ке го следиме животот на тоа едно барање. Од моментот кога ќе го притиснеме копчето, па се додека не го прошета целиот дигитален свет и не ни се врати назад на екранот. И знаете што? Секоја, ама баш секоја онлайн активност, од обично пребарување на некоја страна до праќање имейл, следи еден многу строг сет на правила. Ги викаме протоколи. Најлесно е да ги замислиме како еден универзален јазик. Јазик што им дозволува на компјутерите од цел свет да се разберат меѓу себе, без разлика кој ги направил или кој оперативен систем го користат. Добро, прва станица на нашето патување мора да ја најдеме вистинската адреса. Како воопшто компјутерот знае каде да оди кога ќе го напишеме името на некоја веб страница? Па одговорот се крие во еден огромен джиновски адресар на интернетот. И тој адресар се вика систем за имиња на домени, или накратко DNS. Неговата работа е навидом едноставна, ама апсолутно клучна. Што прави? Го преведува името на доменот, што ние лесно го памтиме, да речеме example.com, во IP адреса. Значи во една низа од броеви што само машините ја разбираат. И за оваа комуникација да биде екстра брза, користи нешто што се вика UDP протокол на портата 53. Совршено е за такви кратки, брзи прашања и одговори. Еве, оваа табела е совршен пример. Од една страна ги имаме имињата што за нас имаат смисла. Од другата страна, броевите што компјутерите ги разбираат. Токму тоа е DNS, преведувачот што стои на средина и го премостува тој јас. Го поврзува, така да кажеме, светот на луѓето со светот на машините. Океј, супер. Сега ја имаме точната IP адреса, благодарение на DNS. Што е следно? Па време е да почнеме разговор. Нашиот прелистувач сега треба да ја побара содржината на веб страницата од серверот, ама на кој јазик зборуваат? Па, зборуваат HTTP или протокол за пренос на хипертекст. Ова е буквално лингва франка на вебот. Јазикот што ги дефинира сите команди за барање и за испраќање на веб ресурси. Било да се тоа HTML страници, слики, видеа, што и да е. И за оваа комуникација, стандардната адреса, односно порта, е TCP портата 80. А ова се главните, да ги наречеме, глаголи на HTTP. Со командата GET, прелистувачот вели дај ми ги податоците, како на пример содржината на една веб страница. Со POST вели еве ти нови податоци, на пример кога пополнуваме формулар за регистрација. Put и delete се малку поретки, ама служат за ажурирање или за бришење, да речеме кога менуваме профилна слика. Колку и да изгледаат просто, овие неколку команди се основата на скоро секоја интеракција што ја имаме на вебот. Ама замислете сега, што ако делови од веб страницата се изгубат по пат? Или пак стигнат во погрешен редослед? Би било хаос, нели? Затоа, за овој разговор е потребна сигурна, ама навистина сигурна услуга за испорака. Мора да бидеме сигурни дека секој пакет со податоци ќе стигне точно како што е испратен. И токму тука на сцена стапува TCP, или протоколот за контрола на преносот. За да се воспостави таа сигурна врска, TCP користи еден процес што се вика ракување во 3 чекори. Најлесно е да го замислиме како телефонски повик. Прво, клиентот се јавува и прашува: "Еј, дали ме слушаш?" Тоа е СВ. Потоа серверот одговара: "Да, те слушам, а ти мене ме слушаш?" Тоа е СНАК. И на крај клиентот потврдува: "Да, и јас те слушам." Тоа е АЦК. И дури тогаш, кога и двајцата се 100% сигурни дека врската е стабилна, податоците можат безбедно да почнат да се пренесуваат. Добро, доста зборувавме за веб страници. Ајде сега малку да ја смениме темата и да погледнеме нешто друго што го правиме секој ден. Имејлот. Излегува дека и тука, слично како кај прелистувањето, испраќањето и примањето пораки се потпира на многу специфичен сет на правила. Еден вид дигитална поштенска служба.
Кога треба да испратиме имейл, го користиме протоколот за едноставен пренос на пошта, или скратено SMTP. Најдобра аналогија е поштарот што доаѓа да го земе писмото од нашето сандаче. Нашиот имейл клиент преку SMTP ја предава пораката на мейл серверот и од тој момент серверот ја презема одговорноста да ја достави до крајната дестинација. Целиот овој процес, патем, се случува на TCP портата 25. И комуникацијата преку SMTP е, прилично едноставна. Како еден учтив разговор. Се почнува со поздрав со hello, за да се отвори сесијата. Потоа, со mail from се кажува пораката е од оваа адреса. Со RCPT2 се мели и треба да стигне на оваа адреса. И на крај, командата data е како да вели окей, а сега следува содржината на пораката. Просто, ама ефикасно. Супер! Го испративме имейлот, ама тоа е само половина од приказната, нели? Што е со примањето? Како ги добиваме пораките што стигнуваат во нашето сандаче? За тоа постојат два главни протоколи. Интересно е што работат на сосема различни начини. Еве ги тука, еден до друг. Прво, имаме POP3 или Post Office протокол. Замислете го ова како дојдете во пошта, да си ја земете целата пошта и да си однесете дома. Ги презема имейлите на еден уред и, што е клучно, најчесто ги брише од серверот. Супер е, ако користите само еден компјутер. Ама од друга страна, го имаме IMAP. IMAP е како да имате магичен пристап до вашето поштенско сандаче од каде било, во секое време. Ги синхронизира имейлите на сите уреди, на телефон, на лаптоп, на таблет и ги чува на серверот. И токму затоа денес скоро сите користиме IMAP. Добро, а што правиме кога треба да пренесеме на вистина големи датотеки? Да речеме, видеа, цел софтвер, такви работи. И за таа специализирана задача постои посебен протокол. Еден вид курирска служба за тешки пакети. Тоа е протоколот за пренос на датотеки, или FTP. И клучната разлика е ова. За разлика од HTTP, кој е супер за пренос на мали делови од веб страници, FTP е специјално оптимизиран за ефикасен пренос на цели големи датотеки. Интересно е што користи две врски. Една за команди на TCP портата 21 и сосема друга врска за самите податоци. Токму тоа овозможува брз и сигурен пренос на огромни количини податоци. Океј, ајде сега да се вратиме чекор назад и да ја погледнеме целата слика. Видовме еден куп различни протоколи, секој со своја специјална задача. Прашањето е како сите тие соработуваат толку безпрекорно за да го создадат тоа искуство што ние едноставно го викаме интернет. И клучната поента што треба да се запамети е ова. Интернетот не е една единствена работа. Најдобро е да го замислиме како еден огромен, добро организиран град. Во тој град има различни служби. Има пошта, има јавен превоз, има курири и секоја служба си има своји правила. Тие правила се протоколите, систем на договори што им овозможуваат на сите тие различни апликации да функционираат заедно, речи си невидливо. Секој си ја знае својата работа и сите работат во хармонија за градот да живее. И еве, оваа табела е како еден мал потсетник, еден преглед на целото наше патување. DNS е нашиот адресар, ни го наоѓа патот. HTTP е јазикот, ни ја носи веб страницата. FTP е курирот за големи пакети. SMTP е поштарот што го праќа нашиот имейл, а POP3 и IMAP се двата начина на кои го примаме. Секој со својата функција, секој со својата стандардна порта, ова се тие невидливите столбови на целата дигитална комуникација. Но има една голема квака во целата оваа приказна. Многу од овие основни протоколи биле дизајнирани, замислете, во 90-тите години. Тоа било еден сосема поинаков, многу подоверлив интернет. Безбедноста едноставно не била главна грижа. А тоа значи дека целиот сообраќај, вклучувајќи ги и лозинките, се испраќал како отворена разгледница што секој може да ја прочита, буквално во читлив текст. И тоа се разбира создало огромен безбедесен проблем. И сето тоа не носи во клучното прашање за денес и за иднината. Во свет каде што буквално целиот наш живот е онлайн, дали овие, да бидеме искрени, застарени правила се доволни? Како тие мора да еволуираат за да ја заштитат нашата приватност и нашите податоци? Секако, одговорот делумно лежи во безбедните верзии како HTTPS и SMTPS, ама таа трка помеѓу иновацијата и безбедноста. Таа никогаш не запира.
Затоа, следниот пат кога ќе притиснете Enter, сетете се на овој цел невидлив свет што работи во позадина. Свет што постојано се менува.